Почитувани гледачи, добре дојдовте. Повторно сме со програмата на денешното издание на емисијата Дневна соба. Моја денешна гостинка е психологот и гешталт терапевт Стојне Митева, наша неодамнешна колешка, која што во моментов е училишен психолог во Основното училиште Сандо Масе во Струмица. Стојне, добре дојде. Благодарам на поканата, добро ве најдов. Најпрво морам да те прашам каква е адаптацијата во училиштето. Дали добро ја помина, веќе неколку месеци работиш со децата, ги следиш нивниот развој, нивните проблеми, па еве едно прашање вака генерално, една состојба, што прават децата, нивниот развој како е во овој момент? Адаптацијата беше тешка, морам да признам дека секојдневната динамика која што имав како новинар е многу поразлична од динамиката која што ја бара училишниот психолог. Не дека сега со текот на времето не е динамично, но е не толку страшно. Новинарството беше навистина сосема друга димензија. Сега последниве генерации, затоа што пред се сум и мајка на две деца, тинејџери и веќе другата полека влегува во тинејџерските води, разликата во однесувањето на децата веќе е многу очигледна. Имаше последно истражување кое што го објавија пред само неколку денови од канцеларијата на УНИЦЕФ во Македонија, дека е зголемен бројот на анксиозност и случаи на депресија кај деца после пандемијата. Какви се забелешките на стручниот тим, бидејќи вие сте поголем тим во училиштето? Велат ли дека има разлика? Многу малку време сум во училиштето и сметам дека ги немаме оние податоци, јас како психолог во училиштето ги немам податоците, со какви се состојби се соочуваат децата. И не би сакала да коментирам, по затоа што ниту смеам, ниту ми е дозволено, ниту пак етиката ми дозволува да ги правам диагнозите, но промени секако дека има во однесувањето кај децата. Согласно сум дека кај децата има развиено веќе анксиозност и депресии и плејада на состојби кај децата, но меѓутоа ние како тим, без разлика што Сандо Масев има еден прекрасен тим за работа и комплетен тим за работа од дефектолози, од логопеди, од педагози, психолози, и сметам дека се што е во доменот на училиштето, во воспитниот и во образовниот процес, ние сме до тука. Од тука на таму веќе настапуваат други специјалисти, луѓе кои што од другата страна ќе ги перцепираат нештата. Во рамките на кампањата 16 динови активизам за борба против родово базирано и семејно насилство, вие вклопивте и друг тип на обуки. Заедно со тимот од вашето училиште бевте во неколку основни училишта, вклучително и во вашето во Струмица, и зборувавте за насилството меѓу врсниците. Зборувавте со ученици, но и со нивните родители. Колку е важно да се зборува, да се едуцира и родителите, но и самите деца за насилството, да ги запознаат сите аспекти на повреда и на насилство врз нивните соученици? Така, ние водени од фактот дека се почесто се среќаваме со поведение на насилно однесување помеѓу врсниците. Овој пат заедно со Sky Plus и тимот кој што работи и стручниот тим во училиштето решивме да отпочнеме заеднички советувања и средби со родителите со цел да ја пренесеме делумно сликата која што се случува во училиштата. Дури ни родителите не ги препознаваат доволно појавите и формите на насилство кај децата, бидејќи
Не станува збор само за физичкото насилство, тука ни е и онлайн насилството за кое што се погласно се зборува. И е многу често, но некако ние како луѓе кои што работиме внатре во образовниот систем немаме доволно ингеренции за постапување, понатамошни постапувања. Тоа би го оставиле секако на институциите кои што треба да поведат постапки. Како е со децата? Знаат ли тие да дојдат во кај стручните служби и да пријават дека се жртви, особено еве да речеме на психолошко насилство, затоа што тоа не се манифестира со тепање меѓу децата или некоја физичка повреда, но и те како ја повредува психата, душата на детето? Видете, како и сите деца, тие прво се срамат да признаат дека се жртви. И како и секоја друга жртва, прво не знаат како ќе реагира околината. Да, доаѓаат, пријавуваат, особено еве после предавањата кои што и класните раководители за време на кампањата ја пренесоа дискусијата помеѓу учениците по однос на булингот, на насилството, на онлайн насилството, физичкото насилство помеѓу врсниците и генерално врсничкото насилство. И има раздвижување. Веќе децата се свесни дека не треба и не е дозволено таквото однесување, па веќе и почнуваат да пријавуваат пред се и над се, пријавуваат кај класните раководители, затоа што сите знаеме дека класните раководители се новото семејство на децата додека се во училиштето. Да, тука е стручниот тим, доколку класниот раководител процени дека нема да може сам да го реши случајот, па и бара помош од стручната служба. Се случило ли кај вас, еве да речеме, да се вклучат и, не знам, службите од центрите за социјални работи? Дали имате добра соработка со останатите служби кои што треба да реагираат во некои случаи, со оглед дека имавме сериозни случаи на булинг во основните училишта во државата изминатиот период? Каква е соработката? Не сме имале конкретно случаи кои што сме го пријавиле од центрите за социјални работи, но да, како училиште сме испраќале дописи за конкретни случаеви, да кажеме, и ги проследуваат случаевите онаму до каде што им се пак нивните ингеренции за постапување. Како училиште сметам дека имаме прекрасна соработка со сите институции и тоа така треба и да продолжи, не само во нашето училиште, туку и во другите училишта. Кога зборувавме за онлайн насилството, колку социјалните мрежи ги препознаваат децата како место каде што може да се случи насилството? Дали таков случај што на насилство од интернет било пријавено во училиштето или не сте имале вие конкретно во училиштето? Ова го прашувам затоа што беше навистина имавте многу активности изминатиот период кои што се однесуваа на тоа да се крене свеста за насилството што се случува преку интернет, преку социјалните мрежи. Интересен е моментот за онлайн насилството затоа што социјалните мрежи веќе се надвор од сите наши домени на постапување. Ние не смееме да постапуваме надвор. Да, тие пред се и над се наши ученици и треба да реагираме, но социјалните мрежи се веќе сосема друга димензија. Постојат правилници, предпоставувам, од страна на социјалните мрежи, онолку што може да се контролира. Тука се МВР со нивните постапувања, но за жал, еве, со последните измени на Законот за семејно насилство е препознаено сексуалното вознемирување, но не и онлайн насилството. И го немаме во кривичниот законник и на полицијата буквално и се врзани рацете. Нештата се движат, времињата се менуваат. Ние живееме во се поголема ера на тој интернет простор, каде што насилството не е само физичко веќе, со физички контакт, не е само психичкото насилство. Станува збор за онлайн насилството. Многу веќе форми така. Да. И од тука ни тргнува, од децата ни тргнува на нас онлайн насилството. И ако ние сега, како систем зборувам, не само како училиште, зашто како училиште ниту сме мокини нешто да направиме и да промениме, како систем,
ако не го спречиме или во најмала рака да го намалиме, а бројките веќе се фрапантни, ако не го намалиме онлайн насилството, тогаш сите сме свесни и треба да бидеме свесни, нели, дека ние одгледуваме дома идни насилници, кои што нивното онлайн насилство ќе се обидуваат да го употребат и со физичка сила, па дури и психичко, и сексуално, и демнењето и така натаму. Онлайн насилството беше една од темите на кои што се зборуваше на последната конференција на која што бевте присутни во Сараево. Што точно беше фокусот на таа конференција и заедно со кои организации бевте таму? Така, единствена организација од Македонија беше Sky Plus од Струмица, заедно со Министерството за труд и социјална политика. Беа организации од страна на Србија, Босна, Косово, предводени секако од Обединетите нации. Нивна беше конференцијата во нивна организација со нивната членка UNFPA и тукму насловот беше онлайн насилството. Можам да кажам слободно дека слушајќи ги сите панелисти кои што беа на конференцијата и од Србија, и од Босна, и од Хрватска, и од Косово, дека Македонија е единствената земја од регионот која што има закон за семено насилство и како такви можеме да постапуваме. Но за жал го немаме онлайн насилството, ниту во кривичниот законник, ниту пак во законот за семено насилство, што е проблем и што треба да се работи и понатаму заедно со институциите со цел да влезе некако во систем, да биде препознаено онлайн насилството и системски да се постапува. Затоа што така, дури колку и да е гласна Обединетите нации со нивните барања и сите заложби кои што ги прават за онлайн насилството, секој биде залудно ако немаме системско решавање, односно ако не бидеме под капата на државата и заеднички сите институции, од јавни обвинителства, од судови, од полиција, центри за социјална работа и училиштата, секој во својот домен да може да пристапува кон овој системски проблем. Так. Какви се искуствата? Дали имаше некои добри практики од останатите земји од регионот кои што беа изнесени и чии што искуства би било добро можеби да се применат овде? Така, јас не сакам ова да звучи како фалба, но меѓутоа шелтер центарот во Струмица високо котира, не само во регионот овдека, туку и пошироко, затоа што сме општина која што сама го финансира шелтер центарот и работењето на шелтер центарот, заедно секако со општествено одговорните компании кои што допринесуваат за работата, за целокупната работа на шелтер центарот. Центрите од Босна и од Србија работат на сосема друг принцип. Буквално ги молат тамошните власти за да можат да обстанат и работат на сосема друг начин. Пак ќе кажам, не сакам да звучи како фалба, но верувајте, бевме ставени високо на скалата и сме пример како треба невладиниот сектор да работи заедно со општината, заедно со институциите, со цел згрижување и заштита на жртвите на семено насилство, затоа што пред да заминам за Сараево, една активистка од Гостивар ми остави толку силен впечаток со нејзината изјава дека ние работиме, вика, за заштита на жртвите на семено насилство, ја подигаме свеста и во моментот кога ние сме свесни сите дека жените се веќе свесни дека не смеат да трпат семено насилство, ние им ја затвараме вратата. Ние правиме повеќе штета отколку што им помагаме, затоа што ние немаме шелтер центар. Ќе ја извадите од насилната средина и каде да оди. Така да Струмица останува навистина да биде примери понатаму. Јас се надевам дека во иднина ќе се отворат и други центри
за Државте згрижување. обуки на две граѓански организации кои што би требало да ги пресликат овие искуства од Струмица во своите градови. Имаше организации од Охрид и од Гостивар кои што овде во Струмица ги учеа, ги анализираа искуствата на Sky Plus. Какви се твоите оценки од тие обуки? Што точно се случуваше во рамките на обуките, на предавањата, што им објаснувавте на луѓето од граѓанските организации? Така, UNFPA, членката на Обединетите нации, го препозна на вистина работењето и моделот на работа на шелтер центарот во Струмица, кој што е во партнерски однос со општината и така заеднички настапуваат кога станува збор за грижата и заштитата на жртвите на семејно насилство и процени дека треба модел да се реплицира. Токму така Гостивар и Охрид беа гости во Струмица, каде што ги пренесовме искуствата за работата и отварањето на шелтер центарот. Веќе има некакви најави за отварање на шелтер центри во Гостивар. За Охрид се уште не се знае, но меѓутоа гостиварчани беа навистина желни да слушнат и повеќе и навистина проценија дека ваквиот начин е најдобриот начин да се помогне на заедницата, затоа што каква е ползата од граѓанскиот сектор ако не работи во интерес на заедницата и каква е ползата од општината ако не работи исто така во полза на граѓаните. Ние ќе останеме и понатаму во контакт со нив, не значи дека иако ги поминаа обуките за реплицирање на моделот за отварање на шелтер центар, ќе застане овде. Нашиот следен чекор е да ги запознаеме луѓето од општината, иако на првата обука имавме Нела Масалковска, која што го презентираше делот како општината ги поддржува, конкретно го поддржува Sky Plus во работата. Следната етапа ќе биде средба и обуки на луѓето кои што работат не само во општината, туку и во институциите со цел да се стекнат поголеми знаења, затоа што во целиот процес на отварањето на шелтер центарот општина Струмица заедно со Sky Plus заеднички работеа, без ничија дополнителна помош, сугестии и така натаму, заедно се боревме да се отвори шелтер центарот. Колку е важно да се има некој како што во моментов сте вие, да биде водич на организациите при еден таков зафат, да се имплементира примерот на Струмичкиот шелтер центар? Важни ли се луѓето кои што ќе ви помогнат да ги градите капацитетите, еве сега ако споредиме со она што вие сте го поминале? Јас од она кое што сите заедно како тим ни остави впечаток е дека луѓето буквално беа во исчекување за нов момент. Да слушнат и повеќе со цел да им се олесни патот по кој што ќе треба и тие да го изврват. Како тим направивме и прирачник кој што ќе им биде буквално, како што вика колешката Кате, буквар, каде што ќе знаат секој следен чекор како да постапуваат со цел, нели, да биде отворен шелтер центарот, истовремено секако да бидат и лиценцирани, затоа што Министерството за труд и социјална политика едно од барањата е да бидете давател на социјална услуга во Македонија, е секако да ги поминете филтрите, да процени самата комисија дали вие навистина заслужувате да ги давате овие услуги, од капацитети на луѓе, од капацитети на објект, дали се соодветни за нормално живење секако на жртвите. Како е заокружувате оваа година во рамките на функционирање на шелтер центарот? Колку жени и деца беа сместени и сметате ли дека се прави исчекор во смисло на охрабрување на жените похрабро, поодважно да се справуваат со овој проблем? Така, Струмица со капацитетот на граѓани кои што гравитираат околу Струмица, но не иземајќи ги и другите општини, до денес имаме вкупно 30 жртви сместено, од кои половината се деца, а половината се жени, затоа што жените жртви на семејно насилство кога излегуваат од насилната средина
сигурно за секако нивните деца. Сметам дека повторно ќе се вратам на Сараево, една Бања Лука со 250.000 жители, на годишно ниво сместувале околу 60 жени. Зборува дека ние сме го достигнале прагот на подигање на свеста кај жените, дека мора да бидат свесни дека треба да излезат од насилната средина. Тие излегле од насилната средина, сме ги згрижиле и оваа бројка покажува дека навистина заслужуваме да го работиме шелтер центарот. Стојне, ти благодарам многу за гостувањето и се надевам дека нашиот следен разговор ќе реализира некои проекти, ќе зборуваме за сето она кое што е направено во корист на жените жртви на семејно насилство и се разбира подигањето воопшто на свеста за секој тип на насилство кој што им се случува на граѓаните во ова општество. Благодарам и на вам.